11 мај се прогласува за Ден на сообраќајната култура. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, ќе знаеме како ќе се одбележи овој ден, колку култура имаме во нашиот сообраќај. Добро утро, велам до Дејан Андоновиќ, кој што е портпарол на РСПС. Добро го кажам, добро утро. Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата или скратено РСБСП. Така. Имаме ли сообраќај на улиците, патиштата, тротоарите? Во сообраќајот? Имаме сообраќај, имаме гус сообраќај, а дали имаме сообраќајна култура? Таа сообраќајна култура обично се базира на тоа колку сте културни како народ, па колку сте културни во другите сегменти од општественото живење, толку сте културни во сообраќајот. Сега како е сообраќајот по-густ, така и сообраќајната култура треба да биде се поголема. Нашата сообраќајна култура не е на некое големо завидно ниво, но и бележи напредок, бидејќи со овие сите случувања луѓето веројатно од искуство се учат и почнуваат да ги почитуваат правилата, прописите, сообраќајната сигнализација. Што е сообраќајна култура? Не е важно само да ги знаете правилата и прописите, туку и истите правила и прописи, освен што ќе ги применувате, да ги применувате често, но и да бидете малце толерантни во целата таа приказна наречена сообраќај. Нашата сообраќајна култура, за жал, е таква да се уште можеме да видиме непочитување на учесниците во сообраќајот додека сте во сообраќај, да им замерате на другите учесници во сообраќајот нешто што прават, а утре вие истото да го правите и да сметате дека повторно сте во право, а тој повторно не е во право што се нашол на улицата. Така да, кога сте пешак ги критикувате автомобилите, а кога сте во автомобил ги критикувате пешаците. Тоа се вика сообраќајна некултура. Но она што е важно во сообраќајната култура како значаен сегмент за унапредување во безбедноста во сообраќајот е да тргнеме сите од себе и сите од себе да од сите нас зависи колкава ќе биде културата. Може би некој е некултурен, но бидете вие културни, покажете му како треба. Така да сообраќајната култура доколку ја применувате на себе, тогаш ќе можете да очекувате сообраќајна култура и кај другите. Така. Да, има ли Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата направено статистика кој е најдисциплиниран? Кој најмалку ги почитува знаците? Зборувам за сите учесници во сообраќајот, пешаци, автомобили, велосипедисти, сега електрични тротинети. Кои се најнедисциплинирани или прават најголеми прекршоци, кој најмалку? Вака, првин да кажам дека не постои целосно недисциплинирана категорија на учесници во сообраќајот или целосно дисциплинирана. Во сите овие категории на учесници во сообраќајот имате поединци недисциплинирани и поединци дисциплинирани. Не се сите луѓе со моторцикли недисциплинирани. Добро, јасно, збориме за некаква статистика, дали? А пешаците се најмасовна категорија на учесниците во сообраќајот. Сите ние сме првен пешаци, па потоа се останато. И ми се чини дека како најмасовна, веројатно имаме и најголем процент на недисциплинираност во сообраќајот. Зошто? Бидејќи секој е пешак, значи нема тука, не може тука да се полагаат возачки испити или сето тоа. И она што е кај пешаците можеби најизразено е тоа што сметаат дека секогаш се во право. Не се во право. Пешаците како и сите останати учесници во сообраќајот подлегнуваат под законски прописи, мора да ги почитуваат правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација. И она што е најважно, треба да бидат концентрирани додека се учесници во сообраќајот. Значи можат подлегнуваат под санкции, под сето она што се нарекува закон. Сега, ако например е забрането користење на мобилен телефон во автомобил и за тоа следува законска санкција, вие како пешак не ви следува законска санкција ако користите мобилен телефон додека преминувате улица и не гледате лево или десно, независно дали е зелено или црвено. Но, што е сообраќајна култура? Сообраќајна култура е токму тоа што го зборуваме. Да, вие не подлегнувате, но зошто не да гледате во мобилен телефон, а не сте концентрирани во сообраќајот. Преминете улицата, тргнете се на страна, па тогаш погледайте што има во мобилниот телефон, ако воопшто нешто има. Ова е само еден пример за тоа што е сообраќајна култура. За дисциплина и недисциплина, повторно ќе кажам, нема целосна недисциплинирана категорија, има само недисциплинирани поединци. Бевте препознатливи по многу кампањи
многу интересни кампањи, необични, да не речам и морбидни, имаше кампањи на Републичкиот совет, но со цел да се укаже на граѓаните што се може да се случи доколку не се почитува таа сообраќајна култура. Дали годинава планирате некаква кампања, дејан или флаери, не знам, да се подават чисто граѓаните да знаат дека се одбележува тој ден, па барем тој ден да бидеме вклучени. Ние први морам да кажам, гледачите веројатно тоа го виделе изминативе години, имаме кампањи низ целата година во зависност од календарот на активности. Имавме до сега скоро кампања за мобилни телефони, Да. сега доаѓа кампањата за матурантите, на 19 некаде се матурите, па упатуваме апел првин до матурантите да не одат со своји возила на прослави, а до родителите да не им ги даваат возилата, бидејќи тоа се деца од 18 години и обично ги зимаат возилата од своите родители. Апелот е не си фраер ако загинеш на матура, од аспект на тоа дека може би малку некој ќе каже морбидно, но се покаже дека кампањите кои ги правиме, а се врз основа на меѓународните кампањи и искуства кои сме ги следеле, покажуваат и ги подсетуваат луѓето на моменти да се подсетат дека како учесници во сообраќајот имаат првин голема одговорност, второ имаат улога и трето се потенцијални жртви додека не се однесуваат во склад со правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација и сето она што се нарекува сообраќај. Многу пати до сега знаеме дека луѓето знаат дека не треба да возат брзо, па возат брзо, па потоа кога ќе се случи некаква трагедија, тогаш велат ма возев само 80. Во град е дозволено 50 и ако возите и 60, запирниот праг за 10 км побрзо е 36 метра, а ударот е фатален. Тоа е примерот зошто треба да ги имаме да ги почитуваме правилата и прописите, а ние сме тука како Републички совет и сите овие кампањи кои ги правиме, значи цела година, сите месеци, сите денови имаме по некоја кампања, да ги подсетиме на овакви податоци. Благодарам. Благодарам на вас.